Почитувани добар ден. Веќе стандардно и оваа недела со мене во студиото на Слободна ТВ и Слободен печат е професорот Методи Хаџијанев. Професоре, добар ден. Добар ден. Сосема на почетокот. Контраофанзивата во Украина е речиси во сите топ вести во светските медиуми. Руската армија гледаме што од социјалните мрежи, меѓутоа и што од пишувањата од теренот се повлекува. Неодамна вчера, ако не се лажам, Лиман, стратешки град во источниот дел на Украина, веќе не е под контрола на русите. Денеска, додека зборуваме во моментов, истото се случува и со Херсон. Украинските сили жестоко продираат, односно ги возвраќаат русите. Може ли еден коментар сосема на почетокот што се случува според вашето видување сега во моментов во Украина на терен и дали Киев со оваа условно кажано контраофанзива става све на една карта, односно да се биде или не? Колку е Киев способен да го издржи ова темпо и оваа воена контраофанзива кон руските сили? Да, макар дека тргнеме од последното, пак ќе одиме према она што на почетокот го прашавте. Значи, прво, дали Киев става се или ништо, Киев нема друг извор. Затоа што за нив е ова да се биде или не. По наративот кој што го гледам од политичарите, пред се од Зеленски, е тоа дека ако претходно беше воздржан во однос на изјавите, сега гледаме барање за членство во НАТО, Русија надвор од територијата на Украина, па потоа преговори и така натаму. Значи сето тоа всушност зборува да тоа дека тие имаат информации кои што ја градат самодовербата и во кои што веруваат дека на теренот се супериорни. Од она што го гледаме оперативно на терен, можам слободно да кажам дека украинските сили применија доктрина која што ја операционализира преку тактика на користење на здружено војување, и тоа е на различните родови, користејќи мали извидувачки единици кои што пенетрираат длабоко во позадината на непријателот, даваат стратешки информации и благодарение на системите кои што ги добија од НАТО земјите пред се од САД, можат прецизно да гаѓаат цели. На тој начин ја еродираат длабината на одбраната во Русија и потоа удираат со удар и маневар, значи тргаат силите и заземаат делови по делови. Тоа ви е исто како во игра на Тетрис, кога ќе ги наместите коцките, во оној момент кога ќе го достигнете потребното ниво, следува паѓање на тој дел. Зошто тоа се случува и како се случува, постојат два да кажеме правци на анализа. Едниот е дека у суштина Русија засега нема оперативен одговор на ваквата доктрина која што ја применува Украина. Другиот е дека Русија сега треба да направи прегрупирање или дека со ова прегрупирање прави стратешко повлекување, иако пак имам дилема за тоа колку е тоа може да биде стратешко ако ви оставате цела опрема. Стратешко повлекување со што всушност подоцна ќе направи сериозен камбек, би рекол, или удар со стратешки и оперативни артилериски системи кои што ги има во својот диспозитив. Сето тоа всушност го става и нуклеарното оружје како проблем, бидејќи сега политички и правно за Русија, не тврдам дека тоа е така, за Русија работите се сменети. Таа сега ќе брани сопствена територија, откако овие територии се анексирани. Така. Тоа значи, согласно нивната доктрина, само да завршам, тие може да употребат тактичка нуклеарно оружје без да бидат нуклеарно нападнати. Неговата нова доктрина од 2018 година. Го говориме секојдневно тоа, колку и се шансите? Мислам дека се уште, верувам дека се уште ќе преовлада разумот, затоа што тоа е погубна карта на која би играле и едните и другите. Страф ми е дека говорот на Путин од 2018 година се артикулира се повеќе и повеќе во рамките на руските медиуми. Оние кои што важат за говорници, за советници на Путин се повеќе и повеќе во наративот го имаат тактичкото нуклеарно оружје. Дилемата е каде ќе го употреби. Ако го употреби во Украина, тоа ќе биде кобно и за Русија, но што ако не го употреби во Украина? И што ако е спремен на вистина, како што го кажа во изјавата, дека русите ќе бидат маченици кои ќе одат во на другиот свет, а сите нивни пријатели ќе одат во пеколот. Професоре, овде ги спомнате западната донација на оружјето во Украина. Денове во Украина пристигна уште еден сет, односно пакет на високо прецизен ракетен систем HIMARS.
Податоците од терен секогаш ги има тие двете страни. Русите велат дека веќе ги уништиле досега донираните, украинците велат дека ова е зајакнување на сегашните нивни позиции. Што точно овој ракетен систем може да направи на теренот? Очигледно дека има некакви напредоци. Дали во иднина може да очекуваме украинците да се сведуваат само на ваква стратегија за војување? Дејан, кога ќе правите доктрина или стратегија, вие мора да имате патишта како тоа да го направите, мора да имате начин како да го направите, методи и средства. Она што го споменав на почетокот, тоа е дека украинците користат длабоко пенетрирање, маневар со длабоко пенетрирање во позадината на непријателот. Е токму компатибилно со донацијата сега на химна системите кои што обезбедуваат стратешка прецизност. Ова е видоизменет начин на така наречениот Afghan Way of Warfare или модел кој што го развија американците во Афганистан, бидејќи тие има air superiority, односно воздухопловна супериорност. Украина нема воздухопловна супериорност за да го прави тоа, но имаат чизми на теренот и имаат артилериски системи кои што може да ја компензираат онаа воздушна супериорност, да вие од дистанца действувате по непријателот. И токму овие химрас системи се користат заради тоа што во зависи од полнењето кој што ќе го имаат, тие може да достигнат релативно длабока пенетрација, некаде над 30 километри, да действуваат и исклучително прецизно, хируршки прецизно, за разлика од точка системите кои што може дури и подлабоко, но не се прецизни. Така да, независно од тоа дали ги уништили или не, овие химрас системи ќе бидат главоболка сериозна за Русија. Зошто? Затоа што тие се особено ранливи за статични цели, како што Русија би требало да има доколку сака да ја гради одбраната. Ако сега гледаме дека Украина е тргната во контраофанзива, ова е ветер во грб за нив во однос на операциите кои што ги спроведуваат или на кои целат. Следното прашање е, како и секогаш, нели, да ја слушнеме вашата аналитичност околу руската моментална ситуација. Професоре, 20%, ако не се лажам, поправете ме, од територијата на Украина Русија преку анексија ја одзема делот на Украина. Колку Русија може да го издржи од друга страна ова темпо на војување и колку овие новомобилизирани лица кои што медиумите известуваат дека се негде околу 300.000 руси можат да донесат свежина? Дали очекуваме прегрупирање или контранапад од друга страна, од страна на Москва? Мислам дека Москва ќе се фокусира на одбрана на оно што е освоено и ова жива сила ќе треба да го задржи или да ги замени единиците кои што сега држат одредени позиции, додека тие се прегрупираат за да направат некаква си контраофанзива. Да мобилизирате вие 300.000 луѓе прво бара многу време, ресурси, но и енергија. Тоа значи огромна координација. До сега од она што го гледаме, тоа малку слабо им оди на русите. Меѓутоа, ние сакаме да ги гледаме тие работи низ системот како што Западот ги гледа и начинот на кој што Западот го реализира тој менеджмент. Тој менеджмент е адаптиран на соодветна култура и на соодветни мерки на ефективност и на перформанс. Не сакам да бидам саркастичен, ниту пак да звучам дека е сега се земаме страна, само даваме една перспектива на сите тие работи. Постои една дилема и доста добар дел аналитични автори, кои што се еминентни во областа, имаат резерва околу целата ситуација, плашејќи се дека концептот на размислување, концептот на очекување во Русија и на западен свет не се исти. Начинот на кој што функционираат они, начинот на кој што војува Западот не се исти. Русите историски војуваат на масовност. Тие имаат помал прак на толеранција за човечки жртви и губење на материјални средства. Земете историски, ќе видите тоа, земете го во Чеченија, најверојатно и сега. Што може да очекуваме, професоре? И украинската, меѓутоа од руската страна повеќе очигледни се загубите на терен, што од техника, што од луѓе. Војната е непредвидива. Дали во зимскиот период треба да очекуваме намалување на војните? Дефинитивно очекувам дека
борбениот ритм ќе спадне. Значи нема да биде со волку интензивни, затоа најверојатно сега брзаат додека не почнале атмосферските појави да имаат сериозно влијание врз маневарот на единиците. Професор, сосема на крај уште едно прашање, меѓутоа од регионален, односно домашен аспект. Денови во јавноста се лиферуваше информација, односно информации околу редовното служење на војниот рок во армијата. Председател Пендаровски истакна дека за ова треба да се отвори дебата, дали треба повторно да се врати во функција или да ја задржиме на професионализација на армијата која што сега располагаме. Имајќи го во предвид се тоа што се случува, дека сме земја членка на НАТО. Кој е вашиот став околу ова прашање? Во однос на конкретното прашање дали навистина треба или не треба, тоа се дилеми кои што треба да одредиме или да направиме анализа. Еве имавме професионална армија, што тоа значи и што би значило генерално во поголем социјален контекст за општеството, што значи служење во војен рок. Сега лично како човек, сметам дека идејата, иако беше добронамерна, иако беше во тој период кога е донесена, во тој амбиент оправдана, мислам дека е промашена, грешна, затоа што гледаме дека сето тоа создаде сериозен вакуум на генерации каде што загубија дел од вредностите на патриотизам, на сакање на татковината, на чувство кон за градење на одговорност, ред, дисциплина и верувам дека многу ќе се согласат со мене. Тоа не значи дека војската е единствениот коректор на сето тоа. Тука зборуваме за образованието, зборуваме за останатите институции, за целиот систем, информациите, медиумите. Но е битен сегмент, значи нема да очекувате дека вие преку ноќ сега кој ставиме, ако вратиме војниот рок, дека ќе ни се поправи се. Е битен сегмент кој што треба да кажеме, да ја врами целата наша јавност во еден тек кој што повторно ќе ги задржи либерално-демократските норми, ќе го задржи начинот на кој што функционираме, но со поголема чувствителност кон одредени прашања кои што ги подзаборавивме. Тоа е тој да кажеме социјален аспект. Од воен аспект дефинитивно мислам дека е добро, затоа што вам ви се јавува сега стратешки вакуум. Ќе треба да повикате резерва. Како ви одминуваат годините, ако вие немате базен на луѓе кои што ги викате, замислете се сега во Русија тие да не биле служени воен рок, за да ги обучите. Еден војник за да го обучите да биде оперативно способен, му требаат минимум 2 години, за кажеме според НАТО стандарди, да биде комбат реди, за да може да издействува некакви суштински борбени действија. Како ќе се повикате на стратешка резерва ако ви е потребна, а може да ви биде, дај Боже да не ви треба. Ама ако ви е потребно, како ќе се повикате кога немате базен од каде да го црпите тоа? Со накратко кажано, дебатата е повеќе од потребна околу враќањето на служењето на војни. И таа мора да биде мултидисциплинарна. Ќе биде погрешно ако само се закупиме во безбедност, мора да биде од правни, од социолози, психолози, едукатори, економисти, бидејќи имате повеќе драйвери, повеќе фактори кои што влијаат на тоа што ќе значи тоа. Значи дали системот ќе може да го издржи тоа? Дали тоа ќе треба да значи промени во едукативниот систем, промени во образовниот систем, бидејќи нели сега имате други претпоставки. Тоа ќе смени многу работи. Ви благодарам уште еднашка за ова неделно гостување, се гледаме во наредна прилика. Почитувани, ви благодарам за вниманието, останете со Слободен печат и Слободна ТВ. Пријатно.